Добар ден, почитувани, следуваат минутите резервирани за денешната телма амбуланта. Овој пат ќе зборуваме за знаците кои што укажуваат на Паркинсоновата болест со професор доктор Арбен Таравари, специјалист невролог од Универзитетската клиника за неврологија во Скопје. Професоре, ви благодарам за гостувањето денеска и добар ден. Добар ден, Марија, ви благодарам на поканата. Задоволство да се биде ваш гост. Паркинсоновата болест е именувана по лекарот кој што првпат ги опишал симптомите. Станува збор за Джеймс Паркинсон во 1817-та. Тој ги дал насоките на сето она што може да укаже на оваа болест. Па професоре, за какво заболување станува збор? Се случуваат ли некакви оштетувања во мозокот за да дојде до Паркинсонова болест? Токму така, Джеймс Паркинсон бил еден хирург, што нема врска со неврологијата. Меѓутоа, англиски доктор, како повеќето англиски доктори кои што пијат чај и седи покрај прозор, гледал одредени повозрасни луѓе кои што оделени с тротуарите во Лондон и им биле сближени раците една до друга, телото одело нанапред и оделе со ситни чекори. И тогаш прв пат тој пишува есе еден за 6 опишани пациенти кои што никогаш не ги прегледал. Подоцна оваа болест се објаснува и од невролози, еден од подобрите европски невролози во 20 век, Шарко, го чита есејот на Джеймс Паркинсон, тогашниот хирург, и гледа дека он ги опишува клиничките симптоми: забавеност, ситни чекори, држење на телото нанапред, рацете до телото, значи не се движат, редуцирани синкинетски движења, и ја нарекува болеста како Паркинсонова болест и од таму останува болеста да се нарекува Паркинсонова болест. После тоа, знаете, Шарко бил огромен авторитет во неврологијата и болеста веќе нон-стоп се опишува како Паркинсонова болест. Дури ако влезете во Google и напишете Джеймс Паркинсон, излегува една слика која што ние често ја користиме за презентации пред студенти или пред други колеги, и таа слика која што најчесто излегува во 99% од случаевите во Google, тоа не е тој Джеймс Паркинсон, и тој се вика Джеймс Паркинсон, меѓутоа тој бил стоматолог и нема врска со овој што го напишал есејот за оваа старечка болест на 6 пациенти кои што никогаш не ги прегледа. Во основа веќе подоцна во неврологијата се објаснуваат, значи, и етиопатогенезата и патофизиологијата на болеста. Во основа се работи за недостаток на повеќе неуротрансмитери. Едно од главните невротрансмитери кој што недостасува во мозокот е допаминот. Значи, недостатокот на допамин е основната причина, меѓутоа има недостаток и на серотонин, и на ацетилхолин, и на други невротрансмитери, затоа и често велиме дека е мултиневротрансмитерна болест, не е само допаминот дека недостасува. Допаминот се произведува од одредени клетки кои што се викаат допаминергични клетки, бидејќи произведуваат допамин, и генерално 80% од тие клетки се во супстанција нигра во базалните гангли, и кога почнува патологија, значи да се наталожуваат протеини во овие допаминергични клетки, произведувачи на допамин, почнува и да има помала количина на допамин во централниот нервен систем. Генерално, сума сумарум, има околу 600.000 такви клетки кои што произведуваат, и ако изумират 2/3 од овие клетки, значи поради генетика која што понатамо може да ја објасниме, поради еден алфа-синуклеин кој што е нормален, меѓутоа кај Паркинсоновата болест се продуцира во многу поголема количина, и тоа станува клетката, допаминергичната клетка станува, кога има многу алфа-синуклеин во внатрешноста на клетката, почнува да станува нефункционална, и во еден момент се оди на апоптоза, нели клетките се изворедно добро организирани системи, кога ќе видат дека недостасува енергија, има тромавост во функционирањето, одлучуваат да одат во апоптоза, односно да изумираат. И ако се случи 2/3 од тие клетки кои што
произведуваат допамин, да изумираат, тогаш веќе почнуваат првите моторни симптоми на Паркинсоновата болест. Иако првите немоторни симптоми, кои што се јавуваат 10 години порано пред да се јават моторните симптоми, ако ме прашате кои се тие моторни симптоми, најчести ние за студентите за да ги запамтат велиме трап симптоми, 4 главни моторни симптоми. Првата е Т, треморот. Добро. Р е треморот е тресењето на раце. Р е ригидноста, односно вкочанетоста. А е акинезија или брадикинезија, забавеност. И П е постурална нестабилност. Постурална нестабилност, да, држењето на телото, која што е нанапред со редуцирани синкинетски движења. Сите тие ќе ги разгледаме засебно, професоре, во текот на емисијата. Како ја поставуваме диагнозата за трап симптомите? Често и не прашуваат кој е главен симптом, дали е тресењето на раците, бидејќи повеќето паркинсонизмот го знаат како тресење на раце, меѓутоа не е така. По Brain Bank критерија, тоа е критериуми поставени уште 1983 година од Англиското здружение за Паркинсонова болест. Главниот, значи најбитен симптом без кој што не можеме да речеме дека има паркинсонизам е брадикинезијата, забавеност. Забавеност е клучниот симптом. И треба забавеност плюс еден од другите моторни симптоми. Додека немоторните симптоми за кои што најверојатно ќе зборуваме се јавуваат околу 10 до 15 години пред тоа и генерално се симптоми кои што и немаат многу врска со централниот нервен систем, туку се симптоми на генерално гастроинтестиналниот систем, намалување на осетот за мирис, нарушување на сонот и така натаму, така да тие се тие. Пред да преминеме на овие симптоми кои што ги наброевте, би сакала да ве прашам уште нешто околу клетките кои што излачуваат допамина, кои што изумираат. Споминавте дека генетската предиспозиција е клучна за појава на болеста, но дали и при некој силен удар на главата може да се случи овие клетки да изумрат? Например, при сообраќајна незгода доколку има повреда на главата или пак вратот. Или пак и спортистите, понекогаш можеме да слушнеме дека боксерите во повозрасните години имаат Паркинс. Поврзано ли е тоа со тие удари постојани што ги добиваат во глава? Така, постојат неколку типа на паркинсонизми, на Паркинсонова болест, да речем сега. Паркинсонизми се сите целата клиничка слика што се јавува со трап симптоматологија. Кај што има тресење, забавеност, вкочанетост и постурална нестабилност, сите се паркинсонизми. За ова што го зборев претходно, за генетската синтеза, зголемена синтеза на алфа-синуклеин, тоа е sui generis паркинсонизам, Паркинсонова болест, идиопатска Паркинсонова болест, и таа е најчеста. 75 до 80% од сите паркинсонизми е Паркинсоновата болест, која што е болест сама по себе, да речам, повеќе генетска болест. Околу 20% од паркинсонизмите се секундарни паркинсонизми, кај што симптомите на трап симптомите, значи тресење, вкочанетост, постурална нестабилност и забавеност, се јавуваат како симптоми на други процеси во мозокот. Трауми на главата кај боксерите, воспаление на мозок, енцефалити или менингити, крварење во мозок, користење на одредени лекови, користење под влијание на одредени супстанци загадувачи на вода и воздух. И така натаму, сите овие се, значи, не е паркинсонизам sui generis само по себе болест, туку како последица на траума, крварење, тумор, воспаление, загадување, сите тие се секундарни паркинсонизми. Доколку ги немаше траумата, можеби и немаше да се јават трап симптомите никогаш. Меѓутоа, кога веќе ги имаме одредени екзогени фактори кои што влијаат врз појавата на симптоматологијата, тие се секундарни паркинсонизми и има Паркинсон плюс симптоми кои што се, да речам, микс на пирамидна и екстрапирамидна симптоматологија, значи кај што се зафатени не само базалните ганглии како болест, туку и другите региони во мозокот имаат патологија, па се комбинација. Има трап симптоматологија, меѓутоа имаме и одредени оштетувања во другите структури на мозокот. Кај морбус Паркинсон имаме само патологија во базалните ганглии, во субстанција нигра, што спомна пред малку. Ги споминавте вие веќе главните симптоми, односно знаци на болеста, но и да разгледаме дел од нив.
Да го погледнеме првиот телоп за денеска. Тој гласи: треморот и треперењето на рацете е еден од знаците кои што укажува на Паркинсон. Споменавте дека не е доминантен, не секогаш е доминантен симптом, но какво треперење, професоре, треба да имаме за да се работи за Паркинс? Дали треперењето на усните, на прстите, на палецот, на рацете укажува на Паркинс? Значи, често не се случува пациенти да дојдат, да имаат некакво тресење на раце, веднаш да се сомневаат да не е Паркинс. Значи, не секој тремор, не секој тресење, тремор е тресење, не секој тресење е Паркинсонова болест. Значи, и по Brain Bank критерија пишува, значи, треморот треба да биде со фреквенција 4 до 6 Hz, за да речеме дека е Паркинсонова болест, или треморот кај Паркинсоновата болест треба да биде унилатерална, од едната страна. Ако имаме тресење од двете страни, на рацете, например, тогаш тоа не се работи за Паркинсонова болест. Може би за некој тип паркинсонизам, меѓутоа за Паркинсонова болест дефинитивно не. Ако треморот е во позиција, се јавува и кај Паркинсонова болест, меѓутоа претходно имаме мирни раце и потоа почнува да се тресе. И карактеристичен тремор, односно тресење за Паркинсоновата болест, дека тресењето е во мирување. И тие пациенти кога разговарате, веќе регистрирате дека има тресење на едната страна на раката, веќе тогаш се сомневаме на Паркинсонова болест. Нормално треба да се направат и одредени испитувања, меѓутоа секогаш треба да се исклучат посебно кај помлади пациенти други можни патологии. Многу често, например, тироидната жлезда може да биде една од причините за појава на тресење на раце. И тоа не е паркинсонизам, ниту Паркинсонова болест. Или хипогликемија, ако е нивото на шеќер. Да, може да се јави трасење. Стресот, други неурози, други болести кои што се психички може да дадат меѓу другото и тресење на раце, и тогаш воопшто не се сомневаме на Паркинсонова болест, туку бараме да најдеме што е причина. Ако сите други можности, или хиповитаминоза B12 или друг недостаток на некој од витамините или метаболитите кои што се во централниот нервен систем недостасува, тогаш веќе размислуваме дека може да биде Паркинсонова болест. Сето друго сме го исклучиле. Кога најчесто се сомневаме дека тресењето е кај паркинсонизам? Видете, паркинсонизми се јавуваат и на 30 години и на 20 години, меѓутоа најчесто е во 6-та декада на животот. Значи некаде од 50 до 60 години. Тоа е најчеста фреквенција и во Македонија ние констатиравме во една епидемиолошка студија што ја направивме пред околу 10, повеќе 15 години, дека пикот е некаде 54 до 56 години кога се јавува Паркинсоновата болест, мада ви велам не се исклучува можноста и порано да се јавува. Меѓутоа, кога се јавува едностран тремор со во мирување, со фреквенција горе-долу 4 до 6 Hz, кога е едностран и кога возраста на пациентот е некаде 6-та декада, би требало најчесто да размислиме за може би се работи за Паркинсонова болест. Нормално, секогаш треба да се испитаат и другите симптоми. Значи, паркинсонизам немате ако нема забавеност. Може да има тремор, а да нема забавеност. Ако нема забавеност, не може да се крсти како Паркинсонова болест. Значи, неопходен симптом за Паркинсонова или за паркинсонизми и за Паркинсонова болест е забавеност, односно акинезијата или брадикинезија, не акинезија. Може треморот, односно треперењето кај лицата со Паркинсонова болест од тек на време да се повлече, да исчезне? Видете, како симптом скоро никогаш не исчезнува тотално, меѓутоа може со одредени препарати, со третман, пациентот да живее квалитетен живот. Значи, постои треморот, меѓутоа може да се редуцира со одредени лекови кои што се даваат. Но само од себе не може да се изгуби тој симптом. Не. За жал и препаратите кои што се даваат и влијаат на треморот се генерално групата на лекови кои што се антихолинергици, кои што не се препорачуваат да се дадат на повозрасни луѓе, бидејќи ако се дадат подолг период кај повозрасни луѓе, можат па да причинуваат други симптоми, генерално заборавеност, која што
Посебно е ризична кај луѓе кои што се над 70 и над 80 години, мада тоа може да се појави и многу порано. А ако се помлади пациенти и се даваат антихолинергици, тие се единствените лекови кои што влијаат позитивно на симптомот тремор или тресење. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677 професор доктор Арвен Таравари, специјалист невролог при Универзитетската клиника за неврологија во студиото на Телма. Тој ќе ги разреши сите дилеми поврзани со денешната тема. Сега одиме, професоре, на следниот телоп кој што вели дека промената во ракописот пред се ситните букви, значи ситниот ракопис, може да укажува на Паркинсонова болест. Доколку ни се промени ненадејно ракописот, треба ли да се посомневаме на некоја невролошка болест како Паркинсон? Не секогаш, меѓутоа микрографијата е еден од симптомите кои што се опишуваат пред 100 години кај паркинсонизми и навистина е еден од знаците, не велам симптомите, знаците кои што не упатува да размислиме, бидејќи микрографијата е како резултат на комбинација на два симптоми, на вкочанетост и брадикинезија. Генерално тие пациенти, ако им дадете нешто да напишат во листот хартија, ќе видиме дека првата буква е поголема и потоа следните букви се помали и помали. Се поситни. Значи поситни, да. И ние велиме тој знак е микрографија, меѓутоа не мора да значи дека некој ако пишува поситно или ако првата буква е малце поголема па после поситно, дека сигурно ова е Паркинсонова болест. Сепак ни требаат кардиналните симптоми, сепак ни требаат да ги видиме трап симптомите, меѓутоа како нешто што може да не упати, дека да ни сигнализира, да ни даде аларм дека може би овде, внимавајте, може би има и паркинсонизам, треба да се испита. Кога ќе видите некој побавно пишува со поситни букви, треба да размислиме во правец на Паркинсонова болест и да го испитаме и за другите знаци, да видиме на брзина дали има и брадикинезија или ригидитет. Тие се двата главни симптоми кои што ја даваат микрографијата. Ајде да погледнеме уште еден знак кој што кажува на Паркинсонова болест. Велат дека ова е ран знак, односно еден од почетните знаци, а тоа е влошување на чувството за мирис. Се случува ли да не можат да го почувствуваат мирисот на продуктите кои што, на прехранбените продукти, лицата кои што имаат Паркинс? Како изгледа тоа? Не е тоа губење тотално на осетот на мирис. Значи се работи за хипоосмијата е еден од пораните немоторни симптоми. Хипоосмија е намален осет за мирис. Значи, овие пациенти не ни кажуваат дека воопшто не го осеќаат мирисот, меѓутоа кажуваат дека некако мирисот е послаб, некако многу помалку им мириса отколку порано. Значи, ви кажуваат компаративно дека некако послаб е осетот за мирис кај нив и тоа е еден од така да речам, побитните аларми за да размислиме за некоја од невродегенеративните болести, не само за паркинсонизмот, туку и за деменци, туку и за други невродегенеративни болести. Секогаш кога имаме анамнестички податок, значи пациентот ни кажува дека осетот на мирис ми е ослабен, размислете на некоја од невродегенеративните болести, посебно за Паркинсоновата болест. Тоа е исто така како последица на алфа-синуклеин протеинот, кој што го кажавме е основна патофизиолошка причина за појава на Паркинсоновата болест, која што започнува од периферните неврони на еден кранијален нерв, кој што се вика нервус вагус, 10-ти кранијален нерв, кој што е шетачки кранијален нерв, започнува практично од цревата и завршува во мозокот. Започнува од мозокот, туку има и гранки кои што одат дури до цревата, затоа имаме еден од другите симптоми, најверојатно ќе го збориме и тој, обстипацијата, запекот. И има асцендентен карактер алфа-синуклеопатијата. Значи, тој патолошки протеин, да речам, се качува низ нервните завршетоци на вагус и стигнува и до централниот нервен систем и потоа се префрлува и на другите кранијални нерви, меѓу другите и на мирисниот, тоа е првиот кранијален нерв и затоа
се појавува симптомот на ослабен мирис кај пациенти со Паркинсонова болест. При да преминеме на следниот знак кој што укажува на можен почеток на Паркинсон, да го вклучиме гледачот, да му дадеме предност. Добар ден за него. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден, да го поздравим професорот и вас ве поздравувам во емисијата. Ви благодарам. Јас сум на возраст од 82 години. Така. Пред едно 6 месеци, шетајќи по улиците, мислим, вака, и со отворена уста осетив дека вилицата ми игра. Еве, моментално и сега, која разговарам, телефонот го држим и со десната рака и малце имам тресење. Бев на доктор, невролог, ми препиша опримеа 0,18. И малку сега подобро ми е со свилицата, али со палецот телефон која ќе уклучим да вртим, да бирам, осеќам тресење, ми играт прстите и тоа, па ме интересира да го прашам професорот, дали треба некои испитивања да направим, дали... Така, дали е потребно уште нешто за да се дефинира што стои зад вашиот проблем? Ви благодарам. Зашто малце ми е подобро со ова, но се уште ги чувствувате, го чувствувате треморот. Ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбулант, професоре. Значи, мора да се прегледа пациентот. Нормално не може да се каже преку телефон, меѓутоа по тоа што кажува од едната страна, значи тресење на раката, обично во почетните фази на паркинсонизмот нема треперење или тресење во лицевата мускулатура или во вилицата. Меѓутоа, колегата кој што напишал прамипексол, тоа е лек кој што се давува во почетни фази на паркинсонизам. Значи, агонист на допамин во групата на агонисти на допамин. Доколку има добар ефект, можеби е и Паркинсонова болест и терапијата е сосема добра за почеток на првите симптоми на болеста, се препорачува да се даде прамипексолот. Односно опримеа, кажам, меѓутоа тоа е прамипексол по генерик. Дали со годините нормално да се јави треперење? Видете, знаете како, ние допаминергични клетки секојдневно губиме. Од 4, 6 до 8 клетки секојдневно. И кога би живееле, должината на животот би било, значи допаминергични клетки, од тие што ги кажав дека се 600 до 800 илјади кои што произведуваат, доколку живееме 100 години, например, тогаш природно, со нормален начин на губење на тие клетки, секој ги губи тие клетки, секојдневно, во зависност од човек, може 4 до 6 до 8, ви кажам, значи, до некаде 90-100 години, ако направите математика, ќе излезе дека ние практично ги губиме тие 2/3 од допаминергичните клетки и по природен пат се јавува старечки паркинсонизам, сенилен паркинсонизам, кој што не мора да значи дека е како последица на некаква патологија само по себе или патофизиологија, туку како природен тек на губење на одреден тип на клетки, во конкретниот случај на допаминергични клетки. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбулант. Останете на Телма, имаме да разрешиме уште многу дилеми поврзани со денешната тема. Денеска зборуваме за Паркинсоновата болест со професор доктор Арбен Таравари. Професор има гледач на линија, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум гледачка и ви поздравувам. Поздрав и до вас. 70 години. Иначе сум хроничен болесник на диабет и сите тамо срцеви болести во и оно. И сега и од поодавна, кога е помлада, на помали, не на појаки ситуации, таквиот стресни, секогаш сум имала помалку тремор, ама сега дури целата снага ми се тресе, дури и горниот дел од желудникот и у моменто не можам би телефонот да го држам. И на двете страни, ама некој пат на десната малку повеќе. И се тоа многу ме замара
бев на невролог пред еден месец, даде ми мирапексин. Јас ги пијам тие лекарства сега. Малку барем кога спијам не се тресам или кога се разбудам, малку поодморена се разбудам. Меѓутоа многу ми се гади, многу ми е тешко на желудникот. И се пијам и асетра и ке психијатар беа, пошто како аксиозност го третират или депресија. И сега не знам дали од тај лек многу така, дали би можеле да имате проблем од лек? Не знам што да правам, дали треба поново да одам на лекарката или да продолжам да ги пијам лекарствата. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, професоре. Значи 70 годишна пациентка по симптоматологија приликува, барем не можеме да речеме без да ја видиме, меѓутоа и терапијата што е дадена, повторно лек прамипексол, агонист на допамин, тоа се лекови кои што се даваат како прва линија кај Паркинсонова болест. Доколку има ефект од лековите, значи најверојатно една и од начините за диагностифицирање е давање на субституционен лек. Прамипексолот не е субституционен лек, бидејќи тука недостасува допаминот. Ако дадеме леводопа препарат и пациентот после пола сат или 1 сат е многу подобар, тогаш едно од диагностичките критериуми е и тоа. Меѓутоа и агонистите на допаминот, ако пациентот има добар ефект, значи треба да продолжи и да продолжи со контрола кај матичниот невролог, за да се види понатаму нормално со тек и со развој на болеста ќе треба и терапијата да се прилагоди. Значи, тоа е многу индивидуално, не мора да значи дека кај секој пациент треба да се продолжи со исти дози или иста комбинација на лекови, туку треба да се комбинира по тоа како се развиваат симптомите, а секогаш тоа е многу индивидуално. Секој пациент си развива своја карактеристична клиничка слика која што треба докторот да го следи и да ординира терапија по тоа. А се случува ли пациентите да не може да толерираат терапијата? За жал се случува. И што се презема во тие моменти? И одредени лекови, конкретно агонистите на допамин, например, се меч со две острици, кај помладите пациенти убаво се прифаќа и се препорачува кај помладите пациенти дури да се оди до максимални дози. Кај повозрастните пациенти многу често знаат да дадат нус ефекти. Кога велам повозрастни, мислам на над 70 години. И тоа се нус ефекти кои што се непријатни, со халуцинации, со вознемиреност, со несоница, со конфузно однесување. И во тој случај нормално треба да се прекине лекот, меѓутоа најголем хендикеп за пациентот е доколку не може да го поднесе не агонистите на допамин, туку леводопата, тоа што е субституција. Тоа што го даваме како недостаток, она што му недостасува од централниот нервен систем. И ако пациентот, а има и такви пациенти, многу малку во проценти, меѓутоа постојат, тогаш е огромен хендикеп за третман на болеста по конкретниот случај. За другите лекови може да се компензира, може да се најдат други замени на лекови кои што меѓутоа допаминот, односно леводопа препаратите, доколку пациентот е алергичен, не го поднесува, тогаш тоа е огромен хендикеп во третманот на пациентот со Паркинсонова болест. Ајде да погледнеме уште неколку знаци кои што укажуваат на Паркинсонова болест. Лош сон и немир. Ако партнерот забележи дека тој што спие до него има немирен сон или пак дека има ненадејни движења, треба да се посомневаат дека се работи за Паркинс? Да, видете, за ова има огромен број на студии, бидејќи Паркинсоновата болест пред 2000-та година повеќе се третираше како болест на моторни симптоми. Тресење, вкочането, забавеност, толку. Од пред 2000-та година професорот Толоса и неговите соработници почнуваат и група на италијански научници англиски, веќе ги анализираат лошото спиење. И тие студии почнале некаде во почетоците на 80-тите години да ги следат пациентите кои што имаат немирен и лош сон, лошо спиење, немирно спиење. И земале група од околу, да речеме, 100 пациенти, не ја знам точно бројката, и ги следеле одреден период,
после 10 години сите тие кои што имале таков немирно спиење со лоши сонови развивале симптоми на некаква невродегенеративна болест, генерално алфа-синуклеопатии, значи паркинсонизми. Ако ги следите немирен сод, после 10 години што ќе развие, да видиме, околу 74% на тие пациенти кои што имале немир сон, веќе немирно спиење и лош сон, веќе развивале паркинсонова болест и од тогаш веќе почнуваат на големо студии за немоторни симптоми кај паркинсоновата болест и дефинитивно повеќето пациенти, ако зборите подолго со нив и ако ги прашате тие кои што живеат со нив, дали имале посебно движења при спиење, немирно спиење, лоши сонови, околу, да не речам, ама повеќе од 2/3 од пациентите кажуваат дека такви симптоми имале. И велам, уште еден симптом кој што, ако ги прашате осетот за мирис, сигурно ќе ви кажат, и друг многу чест немоторен симптом, обстипација, значи неколку 7-8 години пред да има тресење или забавеност, ни кажуваат дека имаат проблеми со запек, имаат обстипација, некако се прегледале кај гастроентерохепатолози, ништо не нашле. Тоа е секако последица на перисталтика на цревата, се тоа е како причина на радикинезија поради алфа-синуклеинопатија од нервус вагус, кој што веќе се развива од, да речем, од почеток, од првите симптоми, односно првата алфа-синуклеинопатија почнува од цревата и потоа тоа асцендентно се качува кон мозокот и потоа кога стигнува до мозокот и дава и други симптоми кои што ние најчесто ги испомнуваме како моторни симптоми. Колку што добив знак, има тројца гледачи што очекуваат вклучување во денешната телна амбуланта, бидејќи немаме многу време, да бидат што поконкретни со прашањето, пократки прашања. Ќе замолам. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Јас имам поздрав до емисијата, поздрав до ценетиот доктор. Имам 65 години. Пред една година почна десната рака да ми се тресе. Отидов на лекар, ми ја снимаат главата и добра е главата. Ме пратија на доплер на каротиди да испитам. И тоа добро се покажа, меѓутоа раката ми се тресе, не можам да сркнам ништо чорбесто. Така, имате проблем. И ми препиша докторката, неврологот, мирапехин. И ги пијаме 4-5 месеца, ама нема ништо подобрување. Дали ќе ми помини на левата рака или ќе остане само со деснава да ми се тресе, пошто доста ми се тресе. А сепак не сум многу во години, 65 години. Така. Толку, ако може нешто. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што би советувале? Пациентот е во средна возраст, 65 годишен. Прамипексоло веќе трет пациент што ни кажува дека тоа е почетна терапија која што се дава кај паркинсоновата болест. Може би треба повторно да се види со неврологот, да се консултира и да се додаде некоја терапија плюс, за да се намали треморот. Зборуваме за квалитет на живот, нели? Дека посебно кога се работи за десно страна рака и нога, посебно им пречи во секојдневното функционирање. Ја мислам дека со добар третман и со додавање на уште некој лек или додавање на дозата на прамипексолот, најверојатно може да се влијае, ако не е над 70 години, може да се размисли и за антихолинергик, или амантадин сулфатот, или некој друг антихолинергик кој што може да влијае позитивно во подобрување на симптомите. Конкретно, овде повеќе пациентот се жали на тресење, не се жали на забавеност или нешто друго. Така да може да се коригира и не е некаков проблем. Само треба со терапија внимателно и барем на 2-3 месеца да се видат докторот и пациентот што треба да се покачи, што да се снижи, како да се постапува понатаму. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам да кажам вака, јас сум пациентка на 67 години. Од летото сум на терапија за болеста. Примам ова мирапексин едно по едно и након примам 4 пати по пола. Имав тресење на десната рака имам
и воземиреност и одењето ми беше отежното. Пред 4 години правена сум операција од карцином на дебело црево, имам обстипација сега. Така да прашам докторот што понатака. Примам наком од 25 милиграми 4 пати на ден и 4 пати по пола, значи 2 апчиња и мирапексин еднаш по едно. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето. Што би советувале во овој случај? Значи, релативно добра комбинација на лекови, тоа што најдолго и најдобро е за користење на Паркинсонова болест, прамипексолот. Тоа се екстензивни формули на прамипексол кои што се користи само еднаш на ден наутро. И леводопата практично е субституција на допаминот, тоа што недостасува. Вештачки го даваме, како за диабетот инсулин, нема инсулин се дава, овде преку таблети се дава. Меѓутоа, повторно треба оти пациентката да каже и вознемиреност, да се види, може да се додаде некојаш и комбинација на 3-4 лека. Пациентката е на 67 години, така да не знаме колку години боледува од самата болест, меѓутоа може повторно да се види со неврологот, да се консултираат евентуално доколку не е задоволна од секојдневното функционирање со тие лекови, да се додаде екстра некоја терапија. На 67 годишна повторно може да се размисли и за амантадин сулфатот, меѓутоа тука и некој антидепресив, бидејќи кажа дека е вознемирена. Обстипацијата може би е од тоа што била оперирана, меѓутоа може да биде и дел од Паркинсоновата болест, бидејќи во симптомите ви велам, од првите, да речам, асимптоматски фази на болеста или немоторни симптоми, прва и може би најбитна е обстипацијата. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Доценетиот доктор, едно прашање. Повелете. Како може да се дојде на преглед? Кога и што треба да се учини? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, како може да се дојде на преглед? Кај вас? Супат? Секоја среда работам на клиниката во неврофизиологија, во клиника за неврологија на државна болница, универзитетски клинички центар, така да од секоја среда од 9 до некогаш 16, 17, 18 часот така тука сум. Значи останувам за да ги прегледам сите пациенти, така да било кој да дојде сигурно ќе биде прегледан, може би да, бидејќи не сум во мој термин во системот, не може да се резервира, да речам, термин за преглед, меѓутоа секогаш сите тие што доаѓаат се прегледувани, ви велам, може би да останам и многу подоцна отколку сите други вработени, меѓутоа ги прегледувам сите пациенти. Така, исклучително хумана професија го имате, професоре, и се гледа и тоа и од вас во вашиот пристап. Да погледнем уште неколку телопи кои што се поврзани со раните знаци. Следното неколку пати го нагласивте: намалена подвижност и вкочането, значи успореност, но сега би сакала да појасните каква вкочанетост чувствуваат лицата со Паркинсон во сите делови на телото, дали таа вкочанетост може да биде трајна, може ли да создава болки кај лицата кои што имаат вкочанетост на мускулите? Вкочанетоста е карактеристична. Вкочанетост има кај повеќе невролошки болести и кај Паркинсоновата болест има вкочанетост, меѓутоа и кај деменција, кај поразвиена фаза, ние велиме ригидитет, ригидност. Како тоа го испитуваме? Обично на рацете на пациентот, меѓу двата зглобови ги движиме. И има еден феномен кој што ние докторите го нарекуваме негров феномен. Што значи негров феномен? Феномен на забец. Ако е затегната раката, кога има Паркинсонова болест, пушта раката, меѓутоа како да имате забец во зглобот. И тоа е типичен за Паркинсонова болест. А тоа е затегнато континуирано, тогаш се работи најверојатно за друг тип на невролошка болест. А ако го имаме феноменот на забец во зглобовите, посебно од страната кај што е забавеноста, кај што е тресењето, таму очекуваме да има и феномен, негров феномен. Нормално, секогаш ви кажав, болеста започнува од едната страна, се префрлува и на другата страна после 7, 8, 10 години во зависност од пациентот, во зависност, тоа ви велам, многу е персонално, карактеристично за секој пациент. Вкочанетоста во подоцнежните фази веќе почнува да станува сериозен проблем и во одењето на пациентите,
а и при долгогодишно користење на допамински препарати, конкретно на допаминот, на леводопата, се јавуваат и други феномени кои што се пропратени со вкочанетост. Едно од тие феномени е фризинг феноменот, кој што многу често се јавува доколку пациентот веќе користи 10, 15 години или 5 години, меѓутоа неадекватно 5 години леводопа препарати. И тоа е вкочанетост кога пациентот, посебно кај што е потесно, не може ни да се движи, треба некој да му помогне, или имаме чувство како да е залепен за подот. И многу тешко е одењето, или чекори да се направат, тоа е многу тешко со ситни чекори. И сето тоа е како последица и на брадикинезијата, меѓутоа и на ригидноста, односно вкочанетоста, која во почетокот ви кажав почнува можеби само од еден екстремитет, потоа од една страна, па потоа се генерализира. Следниот знак за Паркинсон што требаше да го искоментираме, обстипацијата, но веќе неколку пати дадовте појаснување за тоа, затоа ќе одиме на следното, а тоа вели промена во бојата и јачината на гласот. Ако некој почне да зборува многу тивко, дали е тоа поврзано со Паркинс? Тоа е типичен симптом, многу карактеристичен, хипофонија велиме со монотон говор. Значи сите ние кога зборуваме има некогаш погласно, некогаш пониско. Ова во иста линија? Во нив е монотон така говорот и хипофоничен со низок тон кој што почнува малце повисоко и потоа нон-стоп е таков типот на говор. Еден од попознатите англиски невролози кои што се работи со Паркинсон, Антони Шепира, вели во шега нормално, не ми треба да прегледам пациент со Паркинсонова болест, треба да го витам само хипомимија во лицето и да ми каже 3-4 збора или 2-3 реченици. И од зборувањето, од типот на зборување, веднаш можам да речам дека најверојатно се работи за Паркинсонова болест. Тоа може само да се регистрира, да се види таков пациент, меѓутоа тие што виделе никогаш нема да заборават. Така лесно препознатливо предпоставувам. Лесно препознатливо, многу лесно препознатливо, ви велам, хипофоничен со низок тон и монотон говор, која што нема успони и падови при зборувањето, која што веднаш има право и Шепира кога вели толку ни треба, 2-3 реченици да каже, доволно е да се сомневам барем дека се работи за Паркинсонова болест. Го споминавте изразот на лицето, за тоа ќе проговориме последниот тело, безизразно лице се вели, или лице со изглед на маска. Што тоа значи? Тоа значи хипомимија. Сите ние изразуваме емоции преку нашите мускули на лицето, кога се смееме, кога сме нерасположени, кога сме лути. Кај овие пациенти таа мускулатура е многу бавна и пасивна. И вие кај тие пациенти не можете да ги видите тие изрази на емоции во лицето. Значи масковидно лице во кое што не можете да осетите емоција, ниту дали е расположен, ниту дали е лут, ниту дали е нервозен. Значи и мимиката на лицето е многу бавно, бавно се движат мускулите на лицето, затоа велиме лице како на маска. Лице на човек кој што како да нема емоции кога ви зборува, нели? Кога зборуваме нешто што е смешно, ние и се смееме. Кога кажуваме нешто што е тажно, и нашето лице е тажно. Кај овие пациенти тоа е константа, затоа велиме како лице, масковидно лице, значи без експресија на никакви емоции. Одиме на следното, вртоглавица или несвестица. Се јавува ли проблем при станување, да речеме, од столче, од кревет? На сите понекогаш ни се случува да ни се стемни. За таков проблем станува збор? Да, генерално кај паркинсонизми се јавува посебно вртоглавица поради брадикинезијата, значи забавеноста, меѓутоа и поради постурата, нестабилната постурална. Да, споминавте. Значи сите ние кога се движиме нашите раце странично одат напред и назад. И тоа ни дава некаква контрола во нашето сигурно одење. Кај овие пациенти, да, тие се како залепени за тело и некако одењето е многу понестабилно. Телото секогаш е со држење на главата нанапред, чекорите се поситни, а тенденциите на телото се како за побргу одење. И затоа често се случува да имаме кај такви пациенти и вртоглавици, па дури и падови при одење, и
Обично пациентите ни кажуваат дека многу често се случува при одење да им се случи да паднале. И секогаш кога ни кажуваат дека тоа им се случило последните 2-3 месеца 4-5 пати при одење да падне, треба да размислиме за Паркинсонова болест и за кај Паркинсон плюс синдроми, еден друг тип на паркинсонизам, кај нив имаме па паѓање наназад. Кое што е атипично, на грб, да. И кога ни кажува некој, обично луѓето паѓаат нанапред кога одат, не наназад. Кога ни кажуваат дека наназад падови се регистрирани, тогаш треба да размислиме за мултипла системна атрофија. Тоа е еден тип на Паркинсон плюс синдром, кој што е редок, по симптоматологија многу помалиген отколку Паркинсоновата болест, многу потежок, повеќето типови, оти има и субтипови на мултипла системна атрофија за третирање. Уште еден знак за Паркинс ке искоментираме, се работи за депресијата. Дали и колку често лицата со Паркинсонова болест страдаат од депресија и дали оние кои што имаат поагресивен тек на болеста почесто имаат депресија? И обратно, ако има депресија, дали се влошува болест? Јас кажав пред малку дека болеста е мултинеуротрансмитерска болест. Ти кажав, недостасува допамин и серотонин. Значи, повеќе неуротрансмитери недостасуваат во централниот нервен систем и тоа, меѓу другото, ги дава и моторните симптоми. Во немоторните симптоми се и депресијата, која што е кај 70 до 80% на пациентите со Паркинсонова болест. Зошто е така? Нашето расположение зависи од тоа колку имаме серотонин и допамин во централниот нервен систем. Доколку имаме доволна количина, ние сме секојаш расположени. Ако падне, тогаш имаме депресивна состојба, а кај пациентите со Паркинсонова болест, сама по себе болеста е болест на допаминергични клетки, односно клетки кои што произведуваат допамин и клетки кои што произведуваат серотонин делумно. И ако имате вие од почеток на болеста недостаток на допамин и серотонин, by default се очекува тие пациенти да имаат депресија и ви велам, огромен процент, 70 до 80% на пациентите со Паркинсонова болест, паралелно после неколку години или од самиот почеток на болеста развиваат и симптоми на депресија и затоа многу често едно од пациентките што ни се јави кажа дека користи прамипексол, користи допамински препарати и користи антидепресив. Тоа се случува многу често, бидејќи најчесто симптомите, моторните симптоми на Паркинсоновата болест се следени и со депресија. Професоре, немаме простор да проговориме за начините на третман. Значи, медикаментозниот третман е очигледно најзастапен, но има и некои зафати хируршки кои што даваат резултати. Ги правите ли само кајна, само сосема накратко? За жал, стимулација некакви прават во црната. Да, длабока мозочна стимулација. За жал во Македонија се уште не се работи. Затоа се работи во Хрватска, во Словенија, во Србија. Во соседните држави, колку што знам, во Албанија не се работи, во Софија не се работи, а меѓутоа Србија е соседна држава во која што знам дека се работи длабока мозочна стимулација. И дава ефект? Да, дава ефект. Значи, тие пациенти, лично скромно искуство од пациенти кои што се третирани надвор од државата, кај колегите невролог со неврохирург заедно тоа го работат, се стимулираат одредени структури во ганглионите во мозочното стебло, се подобруваат одредени симптоми, меѓутоа се влошуваат некогаш други симптоми се појавуваат, меѓутоа кога има огромен тремор, тресење на раце и огромна вкочанетост, посебно кај помлади пациенти, тогаш и вреди да се проба, бидејќи се работи за квалитет на живот, се работи за живот кој што ќе трае уште многу, затоа и вреди да се направи тоа. Меѓутоа, доколку пациентите се повозрасни, иако не се исклучува можноста и кај нив да се работи, меѓутоа постојат им многу поголем процент ненасакани ефекти, кои што се искрено комплицирани потоа и за третман. Читав нешто и за терапија со матични клетки, дека надежта е вложена таму. Очекувањата се огромни, меѓутоа за сега, за жал, се уште нема нешто конкретно.
се работи за стем сел клетки да бидат ставени кај допаминерги во супстанција нигра, нели стем сел клетките имаат таа карактеристика кај да ги ставиш такви стануваат. Так. Ако се успее тоа, ги ставаме во субстанција нигра и тие произведуваат допамин. Би се решил тогаш проблемот. Вака звучи многу оптимистички. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување, што одвоивте простор да дојдете во студиото на Телма и покрај бројните обврски и на сите нас да ни појасните многу аспекти поврзани за Паркинсоновата болест. Ви благодарам на поканата и на можност. Почитувани, ова беше се во денешното издание на Телма Амбуланта, кое се емитува секој работен ден на Телма во 12:45, каде заедно учиме за нашето здравје. До гледање.